А сега накратко се силиме до Тетово. Оттаму доаѓа многу интересна приказна. Љубиша Примчевски, вели, од Тетовско долно Седларце, 2 години се занимава со уникатно ретки и украсни одгледување на уникатно ретки и украсни птици. Сместени во посебно опремени живеалишта во дворот на неговиот семеен дом. За нив се грижи со голема љубов и тој е член и на Сдруженијето за заштита и одгледување на украсни птици Диамантски петел. Не сум ни знаела дека постои вакво Сдружение за заштита и одгледување на вакви украсни птици. На неколку минути се силиме со интересна приказна токму во Тетово. Одгледувањето разни видови ретки украсни птици е хоби на 27 годишниот Љубиша Примчевски од Тетовско долно Седларце. Во посебно опремени живеалишта во дворот на неговиот семеен дом, уредно се сместени неговите миленици, за кои се грижи со голема љубов и посветеност. Тој ни открива дека со одгледување екзотични птици се занимава активно 2 години и дека секоја птица има своји уникатни карактеристики. Со ова хоби се занимавам веќе 2 години активно. Ова представува екзотично хоби на ретки украсни птици. И имам повеќе видови на птици, од кои пауни, златни, фазани, свилени кокошки, шабо, кокошка, мандаринки, каролинки, папагали. Прво, за паунот представува една рајска птица. Таа се користила како деликатес уште во старото време. Специфично за паунот е плаво-зелениот пердув, што го има, и опашката која му достигнува распон од 2,5 метра. Додека свилената кокошка, таа во Соединетите Американски држави, таа се чува и како домашен миленик, но незиното потекло е од Кина. Таа се карактеризира по незиниот свилен пердув. Таа единствена мана има со слабата носивост од 100 до 120 јајца годишно. Тие се многу добри мајки, значи што и да извадите, дали патка, дали фазан, таа секако ќе ги прими, ќе ги изгледа додека пораснат. После за мандаринките, каролинките, исто тие водат потекло од азискиот континент, од Кина. За нив карактеристично е сјајниот портокалев црвен пердув. Таа се карактеризира со еднаш годишно наносење на јајцата, од која зависи од единката од 8 па до 13 јајца. Додека шабото се карактеризира со многу кратки нозе, а опа што е многу подолго од неговата глава. Одгледувањето ретки видови птици како хоби кое не е толку застапено на нашите простори, бара поголеми финансии. Но кога има желба и љубов, резултатите се неминовни, вели Примчевски. Да се одгледуваат овие птици, прво и основно е потребно да се има голема љубов. Кога има голема љубов и малку труд, се доаѓа до многу успешни резултати. Секако секоја птица си сака свое посебно време. Поради моето работно време, мене врските не ми дозволуваат да се посветам многу повеќе. Ја секој сабаље станувам рано, околу 5-5,5 часот. Еден час убавезно сум со птиците, ги прегледувам сите дали се добро, ги хранам, додека има потреба да ги за нивно чистење. Тоа е сасвим доволно. Значи доволно еднаш на ден да се ранат, ама многу е битна храната. Секоја птица посебно бара квалитетна храна, за да има квалитетен живот. Но во блиска иднина планирам, имам една малку поголемо место овде во близина, планирам да донесам многу разни видови на птици, на фазани. Моментално исто имам договор направено со еден мој пријател и во очекување сум на уште неколку видови на фазани, платинест и диамантски. Треба секој период да ми стигне, но мислам дека не застанувам секако на ово. Примчевски е член на Сдруженијето за заштита и одгледување на украсни птици Диамантски петел од Тетово, од каде добива и голема поддршка. Ова здружение во соработка со Македонскиот сојуз на здруженија на одгледувачи на украсни птици и животни, честопати организатор на изложби на екзотични птици. Ова е еден пример како во Република Македонија силните ентузијасти влюбеници во одгледувањето на разните видови на украсни птици и животни се вложуваат, односно она неизмерна љубов што ја имаат во душата, во срцето, на некој начин го претешуваат и во на дело. Можеме да приметиме прекрасни уредени волиери
кафези, живеалишта за овие навистина разни видови на прекрасни животни и ја користам приликава да се заблагодарам на семејството Премчевски од Седларце, општина Брвеница, кој што заедно имаме активности во склоп на нашето здружение за заштита и одгледување на украсни птици и ситни животни Диамански петел од Полошкиот регион, но и како асоциација, Македонската асоциација, кој што Љубиша е еден наш активист, еден силен влюбеник во ова хоби, кој што заеднички имаме повеќе идеи и цели за да не само на државно ниво, туку да напредуваме и во рамките на Европскиот сојуз, низ балканските простори. Навистина квалитетот кој што го поседува заслужува еден посебен респект и ја користим приликава да навистина од се срце им честитам за вложениот труд и за оваа убавина што ја поседуваат во нивниот семеен двор. Првенствено нашата Македонска асоциација, но и локалното здружение. Првенствено тоа е собир на одгледувачи, силни влюбеници во ова хоби, кој што ова организација непрофитабилна, непартиска, едноставно ги обединува одгледувачите ширум Македонија, кои што се влюбеници во ова хоби. Во последниот период имаме неколку бројни активности на меѓународен план. Мораме и да се пофалиме покрај сите потешкоти дека сме више член на Европската асоциација на одгледувачи на украсни птици и ситни животни и секако сакаме да настојуваме да ги пратиме сите оние европски збиднувања, затоа што иако сме мала држава, мал сојуз, настојаваме да секако бидеме дел од она европско семејство, затоа што сматраме дека силни се одгледувачите во Македонија, имаат познавање од проблематиката, начинот на исхрана, начинот на одгледување, кои што го познаваат, сепак се тоа страствени љубители кои што заслужуваат еден посебен респект. Љубиша Премчевски упатува охрабрувачка порака до граѓаните да си изберат хоби за опуштање во овие стресни времиња. Денеска живееме во едно многу хаотично и стресно време и мислам дека секој би требало да може да гледа си дозволи едно хоби, не потенцирам баш на ова, но мислам дека никој не може да одолее на овие птици и на нивниот шарм. Мислам дека фидбекот што ни го возвраќа нивната убавина и 10 минути нивно гледање е незаменлив.